Сме веќе во жива повторно площад Македонија. Со нас денеска ги имаме на площад Македонија и како наши следни гости токму Некста, момците кои што представува Македонија впрочем во 2009 во Москва во Русија и наша колешка новинарка, впрочем и уредник на женското тинеџерско списание Та. Андријана Јалмановска, Мартин и Стефан, добро ни дојдете во Стисни Плей и 100% Евросонг. Добро не најдовме. Да, знаете, ние во живо па мора така турбулентно да бидеме, како дечки? Супер сме ние. Не знам, вчера гледавме Евровизија. Ајде импресии? Импресии феноменален беше настапот на Калиопи. Да, претпоставам дека доживеавте еден флешбек од 2009 вчера кога гледавте сцената и да, меѓутоа вчерашниот настап и поените беа малце пострекни за Македонија, така да и претпоставам малку помалку стресно за вас, пошто не сте на сцена. Да, меѓутоа и државме среќа на Калиопи искрено и пративме пред наставот и порака. И добивме поздравна порака, така да секоја чест за Калиопија представи Македонија во вистинско светло. Супер. Андријана ви беше придружба и тоа беше впрочем последна година кога ти беше на Евровизија? Придружба. Бев на Евровизија, да, 2009 во Москва, се дружевме малку со дечките, ствари малку и не се дружевме они повеќе колку што знам сега тогаш на флипери во хотелот Карши, во трговскиот Карши хотелот кај што беа. Знам, имам документ. Да, одмара. Бевме се дружевме, супер се поминавме таа година заради тоа што Евровизија, како Евровизија е преубаво искуство. Мора да се отиде, да се види тамо, да се доживее, заради тоа што не се оние 3 минути што ги гледаме на телевизија и дефинитивно не се трите фестивалски дена. Благ Општ хаус, претпоставувам. Општ хаус мислам дека е преблаг поим за тоа што се случува тамо. Значи еуфорија. Лорин пе точно за она хистерија, еуфорија. Да. Момци, се вративте пред 3 дена и од Романија на фестивалот насловен како Џорџ Григорију, каде што настапивте и ја представивте Македонија. Можеби не сте закитите со награда, но добивте диплома, ми рече? Да, добивме диплома. Завршено средно. Завршено средно. Не, за нас најбитно беше што за прв пат настапуваме на фестивал каде што изведуваме во живо со цел бенд наша композиција. Така да тоа е едно искуство плюс и покрај тоа што тука свириме нели со бенд, меѓутоа надвор од Република Македонија не сме биле. Во една изјава прочитав дека сте имале и доста интервјуи кои што сте ги дале токму. Па не бара да ти кажам право. Имаме две интервјуа, интервјуа закажани во Букуреш на една национална телевизија, мислам, се не ми текна точно, али да, интересен наслов беше не представя како Бон Џови од Македонија. Македонските Бон Џови. А ја гостив Бон Џови во 93. Ај накратко да проговориме уште малку за Евровизија, се подготвувате за утрешното финале каде што повторно ќе видиме Калиопи како 22 поред. Па се подготвуваме, нели, сакаме да ги следиме тие настани. Иако не сме многу љубители на Евровизија и слично, меѓутоа ради Македонија ќе погледнеме. Впрочем и вчера само поради Калиопи и Македонија гледавме. Другите не ми оставија ништо. Почиток и тоа. Да, и пред да се уклучиме во студио кај Александра, ќе ја прашам и нашата Александра која што не денеска, Андријана. Дали, па добро, сте Александра, Андријана тука сте. Какво искуство кога сте токму нели македонски новинар на таа Евровизија? Преубаво искуството, посебно кога ќе го слушнеш името на сопствената, така гледаш дечки како него. Преубаво искуството кога ќе го слушнеш сопственото име, устари името на сопствената земја дека влегува во финале, нели? Така да еве, знам дека не нагледаат, меѓутоа да ги поздравам Милка и Игор, едни од нашите представници кои што се тама и кои што ја бодрат Калиопи на лице место, и мислам дека со сите нивни слики што ги праќаат и постови онака што излегуваат на секој 15 минути и овдека, иако сум тука, мислам дека ја доживувам нивната еуфорија.